5 ученици од основното училиште Димо Хаджидимов, кои беа затруени вчера, се задржани на лекување во клиниката за детски болести. Како што дознаваме од надлежното министерство, нивната состојба е стабилна, но и понатаму се жалат на болки во стомакот и поради сигурност лекарите ги задржале на понатамошно лекување и следење на состојбата. Инаку од вчера растрчени се инспекциски тимови од Агенцијата за храна и ветеринарство со вонредни инспекциски контроли во кујните на плюс 9 други основни училишта во општина Карпош. Таму со храна ги снабдувал истиот оператор. Во рамки на вонредните контроли во овие училишта, каде нема деца кои појавиле симптоми на труење со храна, се земаат мостри од храна и од работните површини за лабораториско тестирање. АХВ ги чека резултатите од тестирањата на земените примероци храна и од работните површини, земени во рамки на вчерашната вонредна инспекциска контрола, која заедно ја спроведува инспектори за храна на Агенцијата за храна и ветеринарство, Државниот здравствен и санитарен инспекторат и Институтот за јавно здравје. Цените во маркетите на пазарите постепено си растат. Еден ден едни артикли, друг ден други артикли и така веќе подолго време. Колку сето ова е навистина економски оправдано е прашање кое си го шепкаат граѓаните кога ги гледаат цените по рафтовите. Вчера беа казнети со по 50.000 евра 4 трговски ланци кои договарале цени надвор од економските правила и логика. Казна од 18.585 евра заработи Сојузот на стопански комори поради тоа што ги координирал маркетите. Тоа е добра институционална постапка за заштита и на слободната трговија и на потрошувачите. Но дали само ова било картелско здружување? Има ли и сега нови? И она што е многу важно, институциите да откриваат имали во праксата цени кои содржат премногу маржа во себе. Пред 10 месеци инспектори констатираат дека кај дел од трговците на мало има над 20% маржа на основните прехранбени производи, додека кај увозниците и дистрибутерите се евидентирани повисоки маржи и до 50%, па владата воведе ограничување на маржите. Сега има ли контроли какви се маржите? Граѓаните често се прашуваат дали е нормално цените да растат ненормално. Ученици од Скопското училиште Димо Хаджидимов вчера се пожалија на стомачни болки и повраќање по ручекот во училишната менза. Ова повторно ги отвора прашањата: каква храна јадат учениците? Дали се задоволени хигиенските услови? Која обезбедува храната? Има и многу други прашања, но сепак најглавното е дали нашите деца на кои училиштето им е како втор дом се безбедни. Минатата недела Агенцијата за храна и ветеринарство ги чешлаше сендвичарите и бурекджилниците во непосредна близина на училиштата. Кај многу субјекти беше откриено продавање на небезбедна храна, незадоволителни хигиенски услови, а некои воопшто не биле регистрирани како оператори со храна. Ниту пак вработените имале спроведено задолжителен здравствено-санитарен преглед. Ова е многу загрижувачко, оти и во минатото имавме слични случаи. Пред 2 години 3 училишта во општина Карпош беа приморани да ги затворат кујните по случај на труење со салмонела. Проблемот не е само во исхраната на учениците, туку и со тоа кој ги контролира мензите, како се прават тендерите, кој се има пристап до подготовка на храна. И додека чекаме институциите да реагираат, родителите со право се прашуваат дали следниот училишен оброк на моето дете ќе биде безбеден. Следната година главен фокус на владата ќе бидат капиталните инвестиции и се очекува тие да бидат главен двигател во економијата. Ова го кажа премиерот Христијан Мицковски на денешната седница во Собранието за пратенички прашања. Нашата цел е да дојдеме до реален раст на БДП од 4% и повеќе во услови на ваква криза, особено во автомобилската индустрија и во услови на геостратешките политички констелации, не само во Европа, туку и пошироко, и да дојдеме до номинален раст на БДП помеѓу 7,5 и 8%, што веќе го правиме, бидејќи во првиот квартал беше 7,5%, а во вториот 7,8%, посочи Мицковски. Тој даде споредба и со задолжувањата што ги прави неговата влада со претходната. Ако споредите со 7 години на СДСМ и ДУИ, ќе видите дека поголемо е задолжувањето отколку креираната додадена вредност во економијата. Тоа значи дека се задолжувале, а не создавале вредност. А ние во оваа година двојно повеќе создаваме вредност отколку што ја задолжуваме државата.
Оваа влада домаќински се грижи за народните пари и може да ги планира соодветно, распределува, да инвестира соодветно за граѓаните да почувствуваат дека нешто добро се случува во државата, потенцираше Мицкоски. Внимавајте, на патиштата има одрони. Вакви опомени добиваат возачите при секој малку поупорен дожд. Така е и сега од Автомотосојузот на Македонија информираат дека на патниот правец Отешево-Сирхан поради одрон на патот сообраќајот се одвива по една сообраќајна лента. Во исто време има и расчистување одрони на магистралата меѓу Делчево и Македонска Каменица. Таму често има одрони со застои во сообраќајот, а се работи за важна делница. Да се потсетиме, не така одамна големи одрони кои минатата власт не можеше цела година да ги исчисти, имаше и на автопатот Скопје Свети Николе Штип. Зошто на тие места каде често има одрони не се реши состојбата трајно? Зошто не се средат косините на тие патишта? Зошто не се постави заштитна мрежа? Време е да се пресретнуваат проблемите, а не да се решаваат откако ќе настанат. И доста со праксата за одроните да се обвинува дождот. До институциите. По исплатата на главницата и каматата од досегашната граѓанска обврзница, Министерството за финансии го објави проспектот за издавање нова. Државата на домашен терен ќе се задолжи за 1,6 милиони евра со камата од 4,5%. Минималната сума што може граѓаните да инвестираат е 10.000 денари, а купувањето ќе биде преку понуди до деловните банки. Аукцијата ќе се одржи на 12 декември. Датумот на достасување на обврзниците е 2 години. Ова е трета емисија на граѓанска обврзница што ја издава Министерството за финансии. Двете досегашни обврзници беа со вкупна сума од 41,1 милион евра. Председателот на Постојаната собраниска анкетна комисија за заштита на човековите слободи и права Димитар Апасиев за 9 декември закажал седница по поднесена представка од Сдруженијето на родителите на загинатите деца од Кочани. Одлучив да закажам седница затоа што сметам дека ова е во највисок јавен интерес, изјави денеска Апасиев и додаде дека смета дека на овој начин ќе се скрши една институционална бариера, а тоа е конечно родителите на тие деца да имаат право да се обртат од собранието. Тој појасни дека станува збор за редовна седница на постојаната анкетна седница, а не надзорна или јавна расправа. Под влијание на циклонска активност со центар над Медитеранот и на поладен воздух од север, викендов во цела Македонија времето ќе биде облачно и релативно ладно со многу дожд. Врнежите повремено ќе бидат обилни и поројни, а ќе дува и засилен ветер од северен правец. На повисоките планини ќе врне снег. Поради навлегувањето на ладен воздух од север за време на викендот, особено во недела на 30 ноември, врнежи од снег може да има и на пониските места. И во Скопје и околината времето ќе биде облачно и врнежливо со повремени обилни дождови. Скопјани ќе може да го почувствуваат и првиот снег на Скопска Црнагора. Дневните температури значително ќе се намалат и ќе се движат во интервалот од 3 до 11 степени, а во Скопје температурата ќе биде до максимум 7 степени. Над 20.000 луѓе на улиците на Софија протестираат против наглото зголемување на даноците предвидено во нацрт буџетот за следната година. Протестот го организираше опозицијската коалиција, а демонстрантите формираат човечки ланец околу зградата на парламентот и се обидоа да ги блокираат возилата на пратениците, што доведе до интервенција на полицијата за спречување на насилство. Полицијата соопшти дека демонстрантите фрлале шишиња и петарди кон нив, при што биле повредени тројца полицајци. Се уште не знам каква е американската одлука за НИС, но ги повикувам да донесат позитивна одлука и да ни дадат лиценца, изјави синоќа српскиот председател Александар Вучиќ, додавајќи дека до вчера молел, а вечерва бара на Србија да ја се даде лиценца, бидејќи никому не и наштетила. Без американска лиценца, од и намет на санкции на руските компании, Србија ќе се соочи со ограничувања во снабдувањето со сурова нафта, што директно би влијало на функционирањето на НИС во кој има и руски капитал. Сето ова го загрози српскиот пазар на горива. Двајца припадници на американската национална гарда се застрелани и тешко ранети синоќа во близина на Белата куќа во Вашингтон.
Локалната полиција објави дека местото на настанот е безбедно и дека еден осомничен е во притвор. Според првичните информации објавени во САД, се работи за азилант од Авганистан кој имал долгогодишна соработка со неколку американски владини агенции, вклучувајќи и ЦИА. Ова е терористички напад, изјави американскиот председател Доналд Трамп, кој наредил распоредување на уште 500 војници на Националната гарда во Вашингтон. Поглаварот на Римокатоличката црква, папата Лав 14, денеска ќе ја посети Турција, па потоа Либан. Целта на патувањето според соопштението од Ватикан е посветено на две клучни цели: промовирање на христијанското единство преку историското одбележување на 1700 годишнината од Никејскиот собор, како и зацврстување на односите со муслиманската заедница во земјата. Папата ќе се сретне со Вселенскиот патријарх Вартоломеј. Бројот на жртви од огромниот пожар што зафати стамбен комплекс од облагодери во Хонг Конг досега се зголеми над 50, соопшти градоначалникот Џон Ли. Но за жал се очекува бројката да расте. Речиси 300 лица се уште се смета за исчезнати, додаде тој, додека неколку десетици се хоспитализирани. Во пожарот кој избувна во округот Тајпој во северниот дел на Хонг Конг изгореа неколку облагодери со повеќе од 2000 станови.